Првиот професионален калистеника парк на отворено во општина Аеродром е реалност. Денеска ја отпочнавме првата фаза од изградбата на мултифункционалниот фитнес комплекс Канак К030. Покрај булеварот Србија во непосредна близина на Лукоил, информираше утрово градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митески. Станува збор за систем на справи од светски реномираниот бренд Кенгуро Про, наменети за калистеника и вежбање на отворено, како и организирање на меѓународни надпревари. Со овие справи сите граѓани без оглед на возраст и кондиција имаат можност да вежбаат, да ја подобрат физичката форма и да го зајакнат своето здравие на само неколку чекори од нивниот дом. Исто така, како што посочи Митески, во рамките на овој спортски комплекс ќе биде изградено и првото залетиште со тартан патека и корида со песок кои ќе служат за скок во далечина. Продолжуваме со вложување во спортската инфраструктура, здрав живот и нови содржини за нашите граѓани. Аеродром продолжува гордо да го носи епитетот најспортска општина во Македонија, порача градоначалникот Митески. По реакциите на Центарци за расчистување на просторот спроти Нова Македонија, познат како Паркот на новинари, градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски вчера сподели дека во координирана акција на инспекцијските служби на општина Центар и Министерството за внатрешни работи, јавниот простор на ова место бил расчистен. Денеска преку социјалните мрежи Герасимовски сподели дека Паркот на новинарите го вратиле на жителите, чист, уреден и безбеден. По пријава од граѓаните веднаш постапивме. Просторот кај Нова Македонија денеска беше целосно искосен, исчистен од отпад и уреден. Ваквите јавни површини мора да бидат достапни и сигурни за сите, особено за децата и родителите кои секојдневно се собираат таму. Узурпација, шатори, физички присметки нема да дозволиме вакви појави во Центар. Ќе реагираме секогаш кога ќе се нарушува јавниот ред, истакна првиот човек на Центар. Официјално започнавме со изградба на новиот спортски центар во населбата Идризово. Проект што представува уште еден чекор кон создавање подобри услови за спорт, рекреација и здрав живот за сите генерации, информираше преку социјалните мрежи градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски. Како што истакна тој, во рамките на овој спортски центар ќе се изградат спортски терен со вештачка трева за мал фудбал, кошаркарски терен, фитнес зона на отворено и детско катче за најмладите. Континуирано инвестираме во спортска инфраструктура. Ова е четврти спортски центар кој се гради на територија на општина Газибаба во мојот мандат. Претходно изградивме спортски центри во Хиподром, Стајковци и Джиково. Инвестираме во спортската инфраструктура, инвестираме во младите, во здравите навики и во иднината, истакнува Стевковски. Првиот човек на Газибаба додаде дека со ваквите проекти создаваат средина каде децата и младите ќе можат квалитетно да го поминуваат своето слободно време, далеку од пороците, а близу до спортот и позитивните вредности. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје отстранија две обемни диви депонии лоцирани во скопските општини Ѓорче Петров и Бутел. Како што соопштија, во општина Ѓорче Петров активностите се одвивале во населбата Дексион на последната постројка на автобусот број 5, каде што се подигнати приближно 60 кубни метри непрописно одложен кабаст, градежен и мешан комунален отпад. Во општината Бутел интервенирано на улицата Боца Иванова на влезот во градските гробишта, каде што се отстранети 90 кубни метри отпад одложени на сообраќајна површина. Градот Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје апелираат да престане непрописното одлагање отпад на јавни и сообраќајни површини, кое што директно резултира со создавање диви депонии, загадување на животната околина и загрозување на јавното здравје, апелираат од предпријатието. Во Скопје утре од 9 часот ќе има посебен режим на сообраќајот поради одржување на настан за одбележување на празникот 2 август. Поради одржување на настан за одбележување на празникот 2 август, утре со почеток во 9 часот, па се до завршување на настанот, единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот во централното подрачје на Скопје, односно за сообраќај ќе биде затворен делот пред зградата на Собранието на Република Македонија, и тоа од булевар Кочо Рацин до улицата 11 октомври.
и крстосницата од Филип II Македонски до улицата Кеј 13 ноември, информираат од Министерството за внатрешни работи. Оттаму апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите кои ќе ги даваат униформираните полициски службеници. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.